Почитуван колега Милошовски, ќе ви признам на почетокот, за разлика од некои други ваши колеги, вие не сте камиказа, бидејќи точно знаете што правите. Со внимание го слушам вашиот говор и ве сваќам дека кога ќе добиете задача да зборувате, точно знаете на кого треба да му пратите порака. И му ја праќате. Му ја пративте вечерва пораката на Груевски дека го меркате председателското место во ВМРО ДПМН. И тоа е јасно и недвосмислено. Може му велите не сум министер повеќе, ама ве чекам. И тоа на пенал. Во 2004 година кога Груевски ги изгуби председателските избори со КЕДЕВ, тогаш ја пропуштивте шансата бидејќи бевте на постдипломски студии во Германија. Сега со фразите од типот кога некој ќе изгуби избори треба да си замине, му кажувате што ќе следи последните парламентарни избори. Ќе повторам, господине Милошовски, вие не сте камиказа како некои ваши колеги. Бидејќи од 15 минути говор за една ваква иницијатива за гласање на доверба на владата, со фокус на меѓуетничките тензии, вие зборевте одоколу за Европска Унија, за земјоделци, пензионери, стопанственици и инвеститори. И ве разбирам зашто е тоа така. Не можете да зборувате за меѓуетнички тензии или за меѓуетнички односи, бидејќи добро знаете дека меморијата на граѓаните на Република Македонија не е куса. Вие сте представник на политичката партија која што велеше дека Струга и Кичево ќе бидат вратени во старите граници. А знаете дека тоа не може да го исполните. Господин Милошевски, кога говорите дека СДСМ сака да стави сенка на наводно позитивниот извештај на Европската Унија, треба да бидете свесни дека како што Никола Тодоров ќе биде единствениот министер кој ќе биде запамтен по тоа што со тужба забранен штрајк на лекарите, вие сте министер за надворешни работи во чие време за прв пат Европската Унија ја избриша придавката македонскиот извештај. И тоа поголема сенка не може да има. Дополнително, господин Милошовски, кога ќе кажете дека оваа иницијатива за гласање на доверба била заради каприц на Црвенковски да дојде на власт без избори, заборавате ли вие на која влада бевте потпаро? На онаа влада во едно друго ВМРО ДПМН кој што ги заклучуваше своите пратеници во хотелот Молика за да обстои владата и за да гласа, за да има мнозинство. И сакам сосема на крај да ве прашам. Нели се чувствувате незгодно кога го плукате Лјупшо Ѓоргиевски? Политикава е валкана работа. Меѓутоа, барем малку треба да се има обзир. Ако не друго, вие бевте потпарол на неговата влада, која се залагаше за разбива на територии, која што велеше, нашата надležност е до Грубчин, а не понатаму. Затоа, господине Милошовски, ние ја поднесовме оваа иницијатива за гласање на доверба, за да ги разобличиме луѓето како вас, кои се свесни дека се злоупотребуваат малолетници и деца за дневно политички поени.